За сите вас кои што сега ни се вклучувате на Телма телевизија со Бранкица Толевска од Ајден Македонија за во моментот една од најактуелните кампањи која што одекна и прво преку билбордите и тизерите на социјални мрежи. Денес ќе говориме за истата, за да ја појасниме малку повеќе, бидејќи ако на најезотерично ја знаеш по својот фундамент кампањата, Бранкица, тоа ќе биде најсоодветно да го споделиме со тебе. Инаку еве да потсетам, иако овие 20.000 повици кои што ги имаше всушност изминатиот период е клучен показател дека веќе од прилика сме информирани, меѓутоа за сите кои што пропуштивте, Ајден Македонија заедно со Министерството за внатрешни работи официјално ја представија националната општествено одговорна кампања, како што гледате и од илустрацијата, одговорно со технологијата насочена кон подигнување на јавната свест за ризици од неодговорно користење мобилен телефон и дигитална дистракција на сообраќајот. Прилично важна и актуелна тема отвора самата кампања, одговорноста на сите учесници во сообраќајот при користење на нашата технологија, без разлика дали станува збор за возачи, пешаци, велосипедисти и секако оние кои што ги употребуваме се повеќе електричните тротинети, во време кога мобилниот телефон е постојано дел од нашето секојдневие, токму одговорно со технологијата. Работниот наслов на оваа кампања испраќа јасна порака дека ниту еден телефонски повик или пак нотификација не вреди повеќе од човечкиот живот. Бранкица, добро утро во Телма телевизија. Да, добро утро. Медиумска турнеја периодов имате, меѓутоа и соодветна проводирајќи оваа кампања која што навистина одекна многу бргу и веројатно голем ефект имаше тоа кое што првично беше стартно во оваа кампања, тоа беше бројот за кој што многумина кои се движат низ скопските улици го забележа, а прашувајќи се што тоа значи или каков звук ќе се чуе. Поразлична идеја, една веројатно иницијатива од многуте за она која ни е цел на секој од нас, тоа е подигнување на свеста за одговорно учество во сообраќајот. Па за самата идеја и доаѓањето до и овие ефекти за кратко време во смисла на реакција од луѓето и за самата реализација може да ги дополнително запознаеме нашите гледачи. Да, па реално како телекомуникацијска компанија не можам да кажам дека природно беше да дојде да почнеме да работиме кампања за поодговорно однесување во сообраќајот. Мислам, не колерираат едно со друго, односно мислевме на прва дека не колерираат едно со друго. Оваа идеја дојде уште пред некој месец, значи не за кратко време, не е адхок, не е адхок. Затоа веруваме дека е толку успешна, бидејќи ние веќе долго време работиме на таа платформа за подобар онлайн. Подобар онлайн не значи само одговорно однесување додека сме онлайн, туку значи како управуваме ние со технологијата и затоа е многу едноставен насловот одговорност со технологијата. Ова е еден дел од таа целосна платформа каде што ние повикуваме, односно иницираме за да бидеме поодговорни и подобри онлайн. Како компанија која што има најголем број на корисници во Македонија, сметаме, односно имаме одговорност веќе кога ја нудиме услугата да дадеме еден таков вид упатство за користење, го викаме ние работно. И од тука дојде, јас долго време со тимот работиме на поодговорен онлайн и како да се однесуваме одговорно со технологија, меѓутоа во еден момент решивме дека треба малку да го прошириме тој скоп и при еден брейнсторминг тргнавме дека сите додека сме, јас гарантирам и за мене конкретно зборам, дека инстинктивно телефонот ми е овде, имам Bluetooth на колата, некој имаме, некој немаме, не е тоа спорно, меѓутоа се случува мејл, се случува порака, краток повик и за жал тој краток повик, тој мејл може да чини живот, дали нашиот, дали некој друг, а тој живот упропастува многу животи. Како телекомуникацијска институција, јас би рекол во нашата земја, пак ќе кажам, многу интересно дека во овој случај нема дискрепанца, туку напротив, токму вие како Ајден Македонија правите аларм за тоа дека мобилните уреди или било кој дигитален уред кој што го имаме, а се имаме повеќе слушалици, што се немаме денеска на дофат. Што прави дистракција. Да, во моментот го спроведувате некако и правите аларм. Интересна беше сериозно оваа цела маркетинг кампања од почнувањето на билбордите, кој што секој се прашуваше, меѓутоа Бранкица, вие велите дека уште пред да го имате пресод можеби со Министерството за внатрешни работи, 20.000 повици сте имале само од тизерот и од билбордите. Да, токму тој ни беше идејата, кога тргнавме да го работиме ова, да правиме една ваква кампања,
сакавме да направиме нешто што навистина ќе има импакт, бидејќи не е комерцијална кампања, општествено одговорна кампања. Ние немаме никаков комерцијален бенефит од ова. Напротив, го користиме нашата моќ, користиме нашето влијание со цел да покренеме, односно да зголемиме свесноста. И тргна со идејата да имаме тизер. Тизерот е телефонски број. Сега би сакала малце да објаснам кампањата, заради тоа што она што најмногу не радува како тим кој што работевме ние агенција, и секако тука би сакала да се заблагодарам на Министерството за внатрешни работи, бидејќи во истата секунда кога отидов на состанок кај министерот одговори позитивно, што навистина од една страна беше за мене беше фасцинантно. Сериозно фасцинантно, бидејќи јас дојдов со PowerPoint презентација каде што ја објаснував кампањата и министерот ја свати важноста и се приклучи, односно не поддржа, и за тоа и кампањата има токав импакт. Да се навратам сега на објаснување на делот околу кампањата, тргнавме со како да имаме најголем импакт. Да, имаше идеја на социјални медиуми, сега сите сме на социјални медиуми, меѓутоа нас ни требаше нешто герила, нешто ни требаше надвор, требаше некаков показател за инстинктивно да се сврти бројот, за после кога ќе помислиме во кола, кога ќе бидеме, да помислиме дека сме свртеле, па тоа било кампања за безбедност во сообраќај, и од тука произлезе бројот, за тоа е клин, нема ни А1, нема ни МВР, тоа е класичен тизер. Имаше само бројка што беше јави се и слушни како звучи неодговорно возење или најстрашниот звук по сообраќајна несреќа. Искрено сметам дека е толку успешна кампањата, можам с гордост да кажам дека навистина е успешна кампањата заради тоа што предизвика бројни дискусии на социјални медиуми. 20.000 повици за само неколку часа. Да, 20.000 повици за неколку дена, за 3 дена се. Меѓутоа, дискусиите на социјални медиуми е токму она што го сакавме, заради тоа што луѓето коментираат: ти се јавили, јас се јавив. Чекај, не е ова е. Значи, ете го ефектот. Имаше секакви заклучоци за што е кампањата. Она што исто така не радува како компанија, што доста луѓе го препознаа фонтот и го препознаа брендот. Значи бренд визибилити имаме голема, што ни беше и целта. Ние искористивме таа бренд визибилити за луѓето да почнат, заради тоа што го гледаш бројот, гледаш дека е нешто непознато, ама сваќаш дека не е некој скем заради тоа што ти е познат фонтот, има билборди низ цел град, сегде низ социјални медиуми, и од другата страна повикот никој не одговараше на повикот, и тоа всушност не беше идејата дека најстрашниот повик е неодговорениот повик и дека сите треба да се однесуваме одговорно во сообраќај. Значи, алкохол, брзо возење, почитување на процедури, меѓутоа и користење на технологија, што некако сите го знаеме, меѓутоа никој не го збори. Ме казнија за појас, ме казнија за ова, ме казнија не вози брзо. Сите кажуваме, јави се кога ќе стигнеш, ова е кога никој не се јавува кога ќе стигне. Бранкица, ние на почетокот кога најавувавме оваа тема, впрочем утринска на Телма исто така одговорно со вакви теми, кога имаме различни кампањи кои што се организирани од други институции, генерално сите со истата цел, и некако велиме после толку многу зборување и толку многу кампањи, резултатите на дело, ако зборуваме за однесувањето во сообраќајот, па и статистиката која што имаме со сообраќајни незгоди и така натака, и прекршуците генерално, сепак е многу мала во однос на тоа колку се зборува, навистина и колку се реализираат и организираат кампањи. Не дека тоа не стигнува до граѓаните, туку едноставно веројатно секој од нас во одреден дел од денот, а генерално и во животот, можеби заборава на овие работи. Ова е една кампања која што, да кажеме, почнува од другата страна, првенствено привлекување на љубопитноста на оние кои што го забележуваат тоа, а пристапот до тоа како и на кој начин ќе се пренесе таа порака, што доколку се случи и која е нашата одговорност, исто така е поразличен. Пошто едно е да кажеме да, важно е нели да се почитуваат правилата, а друго е кога ќе се фокусираме на најлошиот момент и тука да се освестиме дека да, тоа би можело да му се случи, не дај Боже, на секој од нас. Веројатно и таа поидовна точка е особено важна во оваа кампања, да не речам клучна. Да, точно. Тоа го кажав и пред малку. Ние можевме на секој начин да активираме кампања. Можевме по социјални медиуми, да се пуштат видео спотови некакви, да, пак имаш импакт. Меѓутоа ова беше токму сега што го зборевме. Јави се и слушни, ти си во кола, се јавуваш и слушаш, и ти веќе не читаш, не го гледаш, тоа не е за тебе апстрактно, туку ти го правиш, сваќаш дека ти си чинител на тоа. Да, и ти како спомена професионална дегресија дека најчесто повиците се ги добиле кога луѓето веројатно заради тоа што беа поставени на билборди. И јас сум
ја би свртала. Да. Затоа што инстинктивно го правиме тоа и токму тоа да има упатство, сите знаеме дека не треба да лажеш, не треба да крадеш, не треба да возиш брзо, меѓутоа кој од нас го почитува тоа. Ова беше еден потсетник, само една секунда дека само таа секунда може на вистина да направи голема разлика на нашиот живот и на луѓето околу. Така да сметам дека на овој начин на кој што беше поставена кампањата, она се уште трае и ова е само еден дел, ова е иницијалниот, ова е почетокот на кампањата. Да, тоа ќе кажеме за тоа што е следно и како ќе се продолжува во таа. Само една работа пред да кажеме за следните одговорности кои што ќе има кампањата или ќе се надополни целата кампања. Со Ивана секој ден потсетуваме и целата екипа, бидејќи откако беше лансиран проектот Безбеден град или Safe City, нели сите пружаме отпор кога има нешто ново во нашето секојдневие. Така беше и нели за сообраќајните правила со Safe City. Сега нели таа програма ќе се надополнува, споменавме со Ивана, ќе се казнува и за непрописно паркирање. Еве кажавме и зад камери пред да се вклучиме за кампањата дека во февруари кога се лансираше веднаш имаше убава стапка на одговорност, се намалија да речеме притисоците, па дури и самата одговорност стана поголема, сите забележавме нели учество присутно во сообраќајот. Сега повторно има зголемување на скалилото нели на сообраќајни прекршоци, доаѓа во вистинско време. Тоа е интересно дека Ајден Македонија сензибилизира и со во моментот јас би рекол и со Безбеден град и како што споменавте со министерот Тошковски дека во одличен период кампањата е присутна сега за околу оваа состојба која што е алармантна. Да, тука ако ми дозволите, морам да напоменам дека исклучително е важно сите да работиме на ова. Ние како бизнес сектор повторно ќе напоменам дека имаме моќ, имаме бренд со кој што може да го искористиме, меѓутоа дефинитивно треба сите чинители да се приклучат. Оваа кампања беше еден пример колкав импакт може да донесе доколку сите придонесеме малце, се приклучија сите медиуми, сите новинари, инфлуенсери пишуваа, јас им пишував да ни се приклучат, кажаа дека нема никаков проблем се приклучат, значи ова е тема на вистина сите што не афектира и на вистина треба сите да работиме за да може да има некаков резултат. Кога зборуваме за Safe City, за начинот на кој што ние се однесуваме во сообраќајот, од тука сега бидејќи работам во корпорација и некако корпорацијата е една држава во мало заради тоа што имаме хиерархија, имаме различни сектори, имаме администрација, буквално е еден систем. Една меритократија, да. Да, дефинитивно. И она што сега кога почнам од Safe City сметам дека е една алатка да се смени менталитетот на народот. Тоа не е однесувањето, туку конкретно менталитетот. Заради тоа што ако знаеме дека има систем, дека има процедура, дека има некој позади кој што може да го санкционира, кој што ние може да имаме некакви реперкусии поради нашето однесување, тогаш навистина ќе внимаваме. Нема да збориме на телефон, нема да возиме брзо, нема да гледаме да најдеме кривина. Меѓутоа тоа се гради со сите, значи треба различни стейкхолдери да се приклучат. Во случајот и комерцијални партнери и во случајот институции. Точно, кога збориме кај Safe City, кај таа целосна дигитализација, точно, секоја трансформација, човечки, људски е да имаш отпор кон секоја трансформација. Комфорт зона е природна појава кај секој. Да, најубава зона. Меѓутоа, чекор по чекор, како што гледате, ние веќе збориме за подобрување, веќе збориме имаше помалце, па сега се враќа. Ние не сме збореле воопшто на таа тема. Зборавме само жртви, зборавме само сообраќајки и зборавме траорни сценарија. Сега веќе збориме, јас сум овде, збориме за кампања која што пред година дена ни на крај памет не би ми дошло дека Ајден Македонија ќе покрене кампања заедно со Министерство за безбеден сообраќај, мислам. Тоа е успешноста. Затоа велам добро што се сензибилизирате во најпогодниот период од годината кога практично само едно тромесечје поминава нели од Safe City. И овој позитивен ефект кажува дека треба да се продолжи нели вака или со ова темпо или во оваа насока, поточно со овој стил, еве вака по народски да кажеме, за тоа како и да се пренесе и да дојде пораката вистински онака како што треба, не само да дојде туку и да се свати, да не освести. Ки има на дополнување? Ки има, да. Кога важна е пораката да допре до сите. За пораката да допре до сите, позади треба да има тим кој што верува во тоа што го пласира. Ние навистина веруваме во се што правиме, вклучително и ова,
И тргнавме, ние имаме тајмлайн нормално, знаете дека планираме ние веќе имаме испланирано цела година активности. Меѓутоа никој од нас не очекуваше, нити ние, нити агенција која што работи со нас, нити министерство не очекувавме дека ќе има ваков импакт оваа кампања и дека навистина ќе вроди толку со плод и дека ќе има толку позитивни коментари. Јас во живот за ништо до сега не сум имала волку позитивни коментари. А успешноста ја мерам со самото тоа што голем дел од другарките знаеа дека сме ние баш поради брендот. Имаше, седиме на кафе, имаше дискусии. Абе, јас вртев, не е вистина, абе, чекај, кој е? И кога почнаа тие коментари, свативме дека ова не смее да застане тука и не смее да продолжи само на социјални медиуми, така да, дефинитивно ќе има дополнителни активности, ги повикувам сите и бизнис секторот и граѓански здруженија да ни се приклучат, отворени сме за соработка на темава, пошто кажав, колку повеќе не има, толку поголем импакт има. Меѓутоа не можам да дадам детали на кои канали, на кој начин ќе биде продолжена, заради тоа што голем дел се во разработка, а останатиот не би сакала да го споделам. Ама и ќе се искористат сите субститути медиумски или да речеме лица и колективи кои што ќе придонесат за приказната да биде уште поуспешна. Јас секој пат велам дека тоа е мое чувство некое, дека насилството потикнува насилство. Агресијата потикнува агресија. Колку повеќе се збори за некои работи потикнуваат како домино ефект. Ова нека се случи, нели, баш на тој начин. Ако овие работи ги елиминираме и повеќе работиме на свесноста, на одговорноста, на љубовта, на емпатијата, на нели трпението, верувам дека сето тоа ќе потикне и ќе биде како еден афтер ефект, како една огледална рефлексија. Нека биде таква оваа кампања, ви посакуваме од се срце. Да. За општото добро, како велиме. За општото добро. Да, ви благодарам. Сепак за нас ова не е само една кампања, не е маркетинг трик. Ова е нешто што навистина веруваме и навистина сметаме дека ќе покрене и покрена двонасочна комуникација. Беше не беше еднонасочна комуникација, луѓето се приклучија, покренавме дискусија, покренавме иницијатива, ќе продолжиме да работиме, меѓутоа ни треба сапорт од сите чинители. Повици се уште генерирате? Се уште генерираме, да. Меѓутоа застанавме на 20.000, кој што е навистина исклучително сериозна бројка за 3 дена 20.000 повици. А интересно дека Бранкица ни откри дека многумина и пишале порака всушност на телефонски број. Да, и СМС пораки кои што не ги отворивме, меѓутоа стига и СМС пораки, да. Супер. Ќе очекуваме новитети во склоп на оваа кампања, веројатно нешто што дополнително ќе биде од доста љубопитно за оние кои што за секој од нас и за сите тие кои што го следат сето ова и завртеле на овој телефон. Бранкица, благодариме за гостувањето и за можноста да го прикажеме овај на малку подетален начин или да го објасниме, а ќе бидеме тука и за сите новитети во иднина. Ви благодарам што се приклучувате и вие во кампањата. Во секое време со големо задоволство. Сите заедно, рековме, поддршката е многу важна и одговорноста е како индивидуална, така и колективна, да едноставно го почитуваме она кое што треба да го практикуваме, а тоа е неупотребата на мобилните телефони било кога и што и да возиме, поточно дали автомобил, велосипед, тротинет, дали сме пешаци и слично, сите ние сме на различен начин учесници во сообраќајот и одговорни како за себе, така и за другите.